Добро вечер. Добро вечер, Иска. Благодарам што го прифативте интервјуто Божикно на телевизија Алфа. Како сте? Добар, благодарам на поканата и голем поздрав до вашите гледачи. Премиера, не можев да ни забележам доаѓајќи навака, гледајќи ги сликите закачени тука од сите премиери досега, од почетокот на Македонија, практично на нејзината самостојност, од господинот Никола Клюсев па до денеска. И прво прашање кое што ми падна на ум моментално е колку всушност ние успеавме да се развиеме до една стабилна држава, според вашите можеби очекувања досега, од првата влада досега? Па ако гледаме низ една ваква временска дистанца, мислам дека ги поминавме оние детски болести како држава. Иако понекогаш и ние се изненадуваме од тие детски болести кои што и до ден денеска ни се случуваат, но предпоставувам тоа секогаш ќе се случува и векови кога ќе поминат, а ние ќе бидеме независна држава. Но генерално мислам дека основните темели се поставени и мислам дека сега само треба да ја градиме нагоре после сите оние перипети и успеси и неуспеси кои што не следеа преку овие 3,5 децении. Никола Клюсев, првиот претседател на владата од ВМРО и сега актуелен претседател на владата од ВМРО од ДПМН, има ли предизвик некој кој што го знаете од неговото време, а може да го споредите со некој ваш предизвик со кој се соочувате еве или се соочивте овие години и половина? Па сигурен сум дека секоја генерација имала своја предизвици, па така и таа условно кажам експертска влада на академикот Клюсев. Сигурно имаше и таа своји предизвици во тоа време, можеби најголеми. Се формираше државата, во тоа време се формира институциите и сето тоа беше за сите нас нешто ново. Па преку сите оние други предизвици во времето на транзицијата, па се до денес, еве јас не можам да не го издвојам сето она што се случи во Кочани во март месец минатата година. Мислам дека тоа представува еден, би рекол, човечки предизвик и момент кој што многу работи промени и во начинот на функционирање на владата и кај мене како човек. Удиме сега во вашиот кабинет, предпоставам, каде што ќе биде тој формалниот дел. И тука би искористил, додека движиме, да ве прашам, има ли дел во оваа зграда на Илинденска кој ви е умилен, каде се чувствувате најудобно, можеби? Па, генерално го поминувам денот работно во кабинетот, така да таму се чувствувам прилично удобно. Одиме. Повелете. Ви благодарам. Премиере, кој е божикниот обичај кој што си го негувате од детството? Па, со родителите и сега со моето семејство и со семејството од страната на сестра ми го посетуваме соборниот храм. Вообичаено мајка ми ја подготвува погачата и седиме заедно со останатите верници кои што тој ден имаат слава или именден или на некаков друг начин го одбележуваат Христовото раѓање Божик. И од таму практично ја следиме утринската Божикна литургија. И кога сето тоа ќе заврши, кога верниците кои што го постеле Божикниот пост одат да се причестат, доаѓаат свештените лица, ги пеат погачите, ги споменуваме имињата и потоа одиме дома, се подготвуваме, се пресоблекуваме и одиме кај моите родители на ручек. На ручекот задолжени се мајка ми, мојата сопруга и сестра ми вообичаено да ја постават масата и така остануваме. И тоа е прилика, тој некој семеен ритуал за време на Божик. Успевате ли кога сте дома за празниците да излезете условно речено од премиерската униформа во служба на државата и да бидете баш татко и сопруг, па и послушен сопруг и татко? Па јас не можам многу и да се пофалам дека сум, не знам колку блескав сопруг или татко, бидејќи некако откако сум претседател на владата во овие нешто повеќе од година и половина, некако како да премногу се оддадов на оваа улога и некако чувствувам како да сум ги запостело тие две улоги. И морам да признам дека сум свесен за тоа. Не гледам начин дали тоа можеби ќе го сменам во периодот кој што следи поради обврските кои што се се поголеми и поголеми, поради проблемите кои што мора да се решаваат, а се наталожени со годините кои што изминале. Сепак мислам дека овој предизвик е историски и за мене и за моето семејство.
благодарен сум на Бога што имам разбирање во рамките на семејството за мојата работа и што можам да кажам дека не секогаш како што се очекувањата или како што е редот одговорам на тие две улоги во животот, тоа е да бидам сопруг и родител онака како што можеби треба да бидам. Првата тема која што би опфатиле во овој поформален дел од Божикиното интервју е секако економија, животниот стандард на граѓаните. На тема економското растење на Македонија, кое ветување сметате дека најуспешно го реализирате или го реализиравте од почетокот на вашиот мандат досега? Па ние се трудиме да бидеме генерално влада која што е бизнис ориентирана, односно влада која што сака да помага на бизнисот и влада која што сака да расте заедно со бизнисот, затоа што колку повеќе бизнисот расте, тој толку повеќе контрибуира и во рамките на централниот буџет, а колку централниот буџет е квалитетен, толку квалитетни ќе ви бидат и проектите кои што ги реализираат од тој централен буџет. Изминатава година и 24-та, тие два квартала, зборувам, третиот и четвртиот квартал, ние ја надминавме она бариера од 3% раст на бруто домашниот производ. Нешто што за претходната влада, посебно последните години, представуваше невозможна мисија. Од друга страна, и првиот, и вториот, и третиот квартал од оваа година се навистина прилично успешни. Реалниот раст е веќе околу 3,5%. Номиналниот е над 8%. Мислам дека во првите три квартала е 8,2-8,3%. Иако ние предвидувавме заедно со меѓународните финансиски институции, како што е Меѓународниот монетарен фонд, Светска банка и така натаму, дека ќе бидеме номинален раст околу 7,5%, ние или 7,8 мислам дека беше, ние веќе сме 8,2-8,3. Веќе имаме заклучно со 24-та, односно 25-та година петоцифрена бројка по долари по глава на жител, значи над 10.000 долари е бруто номиналниот бруто производ по глава на жител. Според куповната моќ веќе дојдовме до 30.000 долари. Очекувам номиналниот бруто домашен производ веќе во 26-та да го постигне нивото кое што го поставивме како цел на крајот од мандатот од оваа влада, тоа е 20 милиарди долари. Ќе ја претфрлиме таа бројка 2 години порано. Го субвенционираме ги субвенционираме оние заеми за стопанството, се сеќавате, 4 милиарда долари, односно евра, се извинувам, ги субвенционираме преку владата за стопанството, кога на тоа портфолио ќе се додадат и сопствените средства што дел од банките ги додадоа, тогаш доаѓаме до фантастична бројка од можеби половина милиарда евра инвестициска домашна активност. И токму тоа е причината да во првата половина година растот на инвестициите е некаде околу 3-14%, зборувам. Ако тој период се спореди за колку расте во Европа, тоа е 2-3%, што значи дека таквата политика имаше влијание во рамките на економијата и тоа е драйверот и за реалниот и за номиналниот раст на бруто домашниот производ. Инфлацијата е отприлика на нивото околу 4%. Очекуваме следната година да се движи меѓу 2 и 3%. Тука мислам дека имаме исклучително погрешна шпекулативна политика од страна на 2, би рекол 3 ланци супермаркети, која што мислам дека од морален аспект е нечесна, затоа што во бизнисот не можете вие да гледате само вашиот профит на сметка на клиентот, односно на другата страна, таа страна се граѓаните, бидејќи ние како влада по вокација и по суштина ќе застанеме на страната на граѓаните. И тука лично го следам низ мојата оптика сето ова што се случува и тука планираме да делуваме, па дури со законски измени во делот на казнената политика. Бидејќи сега оние Тоа се единствените механизми во моментот што би можело да ги примените, мислам законски измени во однос по кои би следала казнена политика. Засилени инспекции на терен и така натаму. Знаете, нефер трговските пракси порано беа такви да за да вашиот производ биде на чело на рафтот, да речеме, вие треба да платите одредена маржа. Сега
поради законот тие маржи веќе не се плаќаат, туку странично преку други компании се наплаќа истражување на пазарот, не знам, некаков друг тип на Се наоѓаат истражување, патишта. се наоѓаат начини, да практично таа маржа се наплати од страна на производителите и дистрибутерите. Очекувам во годината која што следи да продолжиме во таа насока. Тоа што е важно, а што веќе го најави министерката за финансии е дека ќе емитуваме двоен купон, односно евро обврзница во два дела, за да не биде во еден дел, за да на некоја следна влада не им доспее веднаш таа обврзница, ќе биде најверојатно на половина од таа евро обврзница ќе биде за рок од неколку години, да речеме 5, 6, 7, небитно, а вториот дел би бил 8, 9, 10 години, да речеме. Предпоставувам Министерството за финансии сето тоа ќе го избруси многу добро. Минатата година, 25-та, вративме веќе на еврообврзница од половина милиарда евра, а не издадовме нова. Практично тоа го вклопивме во оној заем од Унгарија од 1 милиарда кој што го донесовме. 26-та во многу наврати кажав дека ќе биде предизвикувачка, но ликвидносно ја затворивме, така да бизнисот и граѓаните да бидат спокојни, сите функции од страна на државата ќе бидат сервисирани. Ние сметаме дека 28-та година пролетта ќе ги имаме редовните парламентарни избори. Истовремено сметаме дека согласно важечките закони и право во државата ќе има техничка влада, што значи дека 27-та ќе треба да ја подготвиме 28-та. Од 27-та имаме некаде од прилика милиарда и 200, милиарда и 300, до милиарда и 500 за враќање, зборам буџетски дефицит и нова еврообврзница од половина милиарда. Но 28-та повторно имаме 700 милиона еврообврзница. Така ги земале на по една година си ги земале еврообврзниците, си ги трошеле, доданата вредност е никаква. Така што сега тоа ние све треба да го вратиме, односно 27-та истовремено и да живее држава да во така е. Значи 27-та треба да ја подготвиме 28-та. Така што сега ние веќе почнуваме да размислуваме за 27-та. Не сакаме ништо да оставиме на случајност, така што сакаме ликвидносно целиот овој период заклучно со изборите да го затвориме, да речеме ликвидносно буџетот е во ред. Сега дајте да се фокусираме на другиве теми. А премиере, како ова да им го доближиме на граѓаните кои де факто имаат многу високи трошоци за живот и факт е исто така и дека владата преземаше мерки во минатото. Ги споменавте овие засилени инспекции конкретно за овие цени во маркетите заради чудесни ланци на бизнис дружба, би рекол условно кажано. Како и да е, домакинското работење за да се заштити државната каса е една работа, меѓутоа она што граѓаните не добиваат олеснување во месечните трошоци, издатоци е нешто друго. Како ова да им го објасниме дека едноставно вака мора да биде и дека нема друг избор државата, туку ова се патиштата за кои го говоревте до сега? Јас сум свесен дека тешко се живее насекаде, во светот тешко се живее. Кај нас во континуитет тешко се живее, децении тешко се живее. И апсолутно ги разбирам и граѓаните, и впрочем ние сме дел од овој систем и како семејство и знам со што се соочуваме. Но истовремено можам да кажам дека ние како влада имаме законски механизми и моралните се да работиме честно, посветено, да се грижиме за функционирањето на системот, сервисирањето на врските и така натаму, и ние тоа го правиме. Тоа е тоа што можеме ние како влада да го направиме. Од друга страна, да наблюдуваме, да не има злоупотреби од екстерни фактори, како што веќе споменавме, зборам мутација на оние нефер трговски пракси преку странични начини на испумпување пари од страна на производители и дистрибутери, зашто веќе имаме одредени аларми и тука ние ќе аплицираме се разбира закони. Го имаме Комисијата за заштита на конкуренцијата, го имаме пазарниот инспекторат, така што тука ќе бидеме немилосрдни. Ако некој мисли дека се шегуваме кога ова го збориме и ќе речат овие само се закануваат, ќе си помине работата, мислам дека се лажат. Се лажат затоа што тоа што сме фино воспитани,
Тоа што сме толерантни, и молчеливи, и трпеливи, тоа не значи дека сме наивни. И ако некој мисли дека на грбот на граѓаните ќе трупа профити, се лаже. И тоа многу брзо ќе го почувствува на своја кожа. Во контекст на ова што го зборувате, мислите ли дека растот на платите практично ги следи потребите на граѓаните или едноставно сега е вака како што е, имаме покачување на пензии, на плати и така натаму, кои верувам дека и вие сакате да се поголеми процентуално, но тоа е што е. Сметате ли дека е можно многу посилно паралелно движење на растот на платите и потребите на граѓаните? Ако просечната инфлација е 4% во државата во 25-та година и просечниот раст на платите е 9%, тоа значи реална платата пораснала 5%. Кога од 9 ќе земеме 4, значи реално платата пораснала 5%. И тоа мислам дека како економија во овој момент, без условно кажано левичарски интервенционизам, ние со политиките кои што ги водиме го правиме. Ке ве потсетам во минатото, владата на СДСМ и ДУИ во 2 или 3 наврати интервенираше во акцизната политика кај нафтата и нафтените деривати. И на 2 пати или 3 пати, точно не можам сега да се сетам, таа акциза зголеми 2 до 3 денари по литар. И тие пари ги абсорбираше буџетот преку акцизата, со што директно влијаеше врз стандардот на граѓаните. Истовремено, оние политики даночни, како што беше, да речемо, на скалесто даночување или прогресивно оданочување, кое што го имаше претходната влада во времето кога министер беше Тевдовски, а негов советник оној Јовановиќ. Зошто ги спомнувам нив двајца, бидејќи тие се авторите на потрошувачката кошница на еден од синдикатите. Добро е за потсетување. Тие се двајца кои што во моментов ја прават потрошувачката кошница на еден од синдикатите. Во тоа време, кога беше тој министер, се создаде на скалесто оданочување. Потоа еден друг министер од владата на СДСМ и ДУИ наметна оној, како да кажеме, данок кој што Уставниот суд данок на луксус, или како го нарекува, сега нема сум го заборавил веќе. И медиумите го користело. Кој што Уставниот суд го поништи, сега ние го враќаме. Оваа влада го враќа и тој данок. Тоа се негде околу 50 милиони евра средства кои што од бизнисот беа испумпани и донесени во буџетот за да се трошат. Ние и тогаш велевме дека овие се екзибиции, дека тие екзибиции не се согласно уставот. Со други зборови, што сакам да кажам, тога се водеше една непредвидлива економска политика. Ние сме антипод на тоа. Водиме многу јасна и предвидлива економска политика, политика која што бара дисциплина во делот на плаќањето на даноците и политика која што се темели на ниски даноци и рамни даноци. Тоа е политиката која што ние ја водиме како влада, иако имаме и ние притисоци за зголемување можеби на маргината на ДДВ, бидејќи ние на данокот на додадена вредност, бидејќи е најниска во регионот, од 18 на 20%. Имаме и ние притисоци на зголемување на старосната граница за пензионирање на 67 години, но ние до сега тоа вешто го абсорбираме. За разлика од претходната левичарска влада на СДСМ и ДУИ, која што го воведе тој прогресивен данок, која што ја качуваше акцизата за нафтата и нафтените деривати 2-3 пати, која што го воведе на данок на луксус или веќе не знам како се нарекуваше тој данок и интервенираше, тоа не смееме да го забораваме, во зафатот на процентите во делот на осигурувањето здравствено и за пензијскиот систем. Значи тоа беа све трошоци на товар и на работниците и трошоци на товар на бизнисот. Но најголемиот удар каде го задаваше? Кога на вештачки начин, мислејќи дека ќе се додвори на работниците, ја зголемуваше во еден или во 2 наврати минималната плата. И тоа што ја зголемуваше не е толков проблем. Проблемот е што во рамките на државната управа на таков начин паралелно не ги зголемуваше платите на останатите вработени. Тие си остануваа
Исти, само минималната плата се покачуваше поради тоа што постои сега закон и вие морате да го почитувате. Предупредуваа за ова и Значи, тогаш не експерти ги- и вие како Јас предупредувам, не ги адаптираш. Што правеа работниците во државната управа? Соодветно на колективните договори, тужеа. И тие тужби и финансиски обврски ги плаќаме ние. Оваа вода ги плаќа. Со се каматите кои што доспеваат, бидејќи луѓето си имаат право на камати. Значи, они интервенираат за да прибават пари од стопанството во буџетот, но истовремено своите обврски не ги адаптираат на тоа зголемување на минималната плата. Практично, ако нивото било тука, сега ни минималната ја подкреваат, но не ја подкреваат паралелно и останатата плата на другите вработени во управата. И логично е, тие си тужат, законот е таков каков што е, си добиваат, и ние плативме можда 5-6 милиони до сега со камати. И од тука и разбрали ставот на владата практично дека следно некакво зголемување на минималната плата би било исклучиво доколку има договор меѓу работодавачите и синдикатите, зашто останувате принципиелни и за сега нема договор. И тој е чесен став, зошто? Затоа што ние треба да бидеме не да бидеме да завземаме страна. Ние треба да бидеме помеѓу работниците Реални. и работодавачите. Да, реални. Ако се 705.000 вработени, 100.000 се отприлика тие на кои што владата им е работодавач. Ако гледаме себично од наш интерес како влада и буџетот, нас не одговара да се зголеми минималната плата. Нас лично многу не одговара да се зголеми и да ја зголемиме минималната плата. И политички. Бидејќи од овие 605.000 политичкиот бенефит е друга работа, но од овие 605.000 6 пати повеќе ќе прибавиме од тоа што го прибавуваме од нашите вработени во буџетот. И ќе имаме доволно да ги адаптираме платите на сите вработени. Но ако тоа го направиме, дали можеби тогаш ние не завземаме страна? И дали можеби овој принцип за кој што веќе зборувам, ние самите не го кршиме? Затоа велиме, многу често, бизнисот најдобро знае каков е неговиот потенцијал. Работниците најдобро знаат каков е нивниот потенцијал и побарување. Најдете се. Bloomberg Adria за 24 година објави податок, вели македонскиот бизнис годишно во 2024 година генерирал по 300.000 денари добивка по вработен. Тоа е отприлика 400 евра бруто месечно. Ако вие имате плата 750 евра просек во државата сега, и бизнисот да реши, целиот профит кој што го генерира, да го подели на вработените, тогаш тие 700 евра ќе се зголемат за нето 270, за бруто 400 евра. Значи, просечната плата ќе скокне на 1020 евра. Под услов сите бизнисмени, работодавачи да речат не сакаме профит, сакаме да им ја зголемиме платата на работниците. Тоа е многу малку. Тоа значи дека ние треба да видиме каква е структурата прво на нашата економија и второ, како се бориме со сивата економија. Како се бориме со сивата економија? Тука е дисциплината во даночната и фискална политика, но од друга страна воведувањето на е-фактура. Тоа е суштинска реформа која што очекуваме за неколку проценти. Кога ќе се видат првите Таа резултати? почна од аплицирањето од почетокот на оваа година, очекувам целосно да биде функционална некаде кон средината на оваа година и на тој начин јас очекувам приходите во буџетот да се зголемат до 5% од тоа кое што претходно сме го планирале, но од друга страна да се зголеме нивото на дисциплина и да имаме јасна представа која е формална, која е неформална економија. Несомнено вие економијата една од најсилните страни, знам дека уживате во таа тема, но да не ни отиде цело интервју тука, одиме на тема правосудство, премиере. Во финална фаза на носење се практично двата значајни закони реформски за судскиот совет и за јавното обвинителство. Директно сакам да ми кажете кој е најголемиот проблем што се уште го гледате во судскиот систем? Знам дека многу пати сте одговориле, ама кој е најголемиот што се уште го гледате и најбурлив? Најтешко што ќе се надмине може. Мислам дека генерално луѓето во правосудството се честни луѓе. Има еден мал дел кој што е контаминиран и кој што за жал го контаминира целиот систем.
тоа се најчесто партиски послушници, кои што се рецитив на поранешната влада, на СДСМ и ДУИ, и кои што жестоко се борат за тие кои што ги поддржале да добијат некаква бенефиција, позиција и така натаму. Така што прашањето е субјективно. Но по мене постојат два клучни моменти во независна Македонија кои што детерминирале распад на правдата и кои што директно удриле во чело на правдата. Првото е оној избор на суди во парламентот, кога се бираше, кој се бираа судиите во парламентот, кога ВМРО-ДПМН беше вон парламентарна опозиција. Мислам дека беше 96-та година. И второто е сега, кога владата на СДСМ и ДУИ пред одење практично ги донесе измените во кривичниот законник и кога избрише еден добар дел од членот 353, тој фамозен член 353, поради две причини. Првата е за да се амнестира себе си и втората причина е на тој начин мислеа дека ќе амнестираат некого кој што ќе може во тоа време да нанесе штета на тогаш најсилната опозицијска партија ВМРО-ДПМН. Успеа во првиот дел од својата намера, во вториот дел не успеа. ВМРО-ДПМН денеска е поголем од сите политички партии заедно. Во интервју за Вечер МК ќе кажете и кога ќе ги донесеме новите закони, тоа не значи дека ќе ги гониме оние од претходната власт кои треба да бидат гонети. Според нив, што значи ова премиер? Тоа значи дека ние овие закони сега што ги носиме се закони по кои што некоја идна влада ќе не гони нас. Многумина ми го поставуваат прашањето, добре, еве сега ќе ги донесете законите и можете слободно да... Не е тоа така. Затоа што тие секогаш ќе се повикуваат на поповолниот за нив закон, а за нив поповолен закон е овој моменталниот, сега. Кога е избришен членот 353, став 5, кога други делови од кривичниот законник се избришени, и они секогаш ќе се повикуваат на тој. Без разлика ние од сега натаму каков закон ќе донесеме и од сега натаму какви измени ќе направиме. Сите оние од претходната влада, кога ќе дојдат на судско рочиште, ќе речат се повикувам јас на законот кој што беше од тогаш до тогаш важечки. Бидејќи тоа е во тоа време. И тука е најголемиот проблем. Затоа кога и нормално е луѓето кои што не се во оваа работа, кога го поставуваат тоа прашање, еве сега ќе ги донесете, имате пратеници, за тоа ве гласавме, апсете ги, не иде тоа така. Ние можеме самите себе само да се апсиме, бидејќи овие закони ги носиме, некоја идна влада нас да не апси, ако одлучи повторно да аплицира политички прогон врз ВМРО-ДПМН и оваа влада. Инаку од други причини не гледам зашто тоа би го правеле. Ако некој се огреши сега и влезе во криминал, нема потреба да доаѓа друга влада, ние оваа влада ќе интервенира и ќе реагира. Така што тоа е суштината. Практично, ако можеме народски да се заклучиме, судејќи според актуелните закони кои де факто мора да се менуваат, затоа и се менуваат, нема да бидат санкционирани оние кои направија висока корупција, оние кои секојдневно ги гледавме по медиумите и слушавме како сериозни скандали. Според овие закони кои што сега се носат, не. А според претходните не може, бидејќи ги донесува со европско знаме и се амнестира. Но има некои други закони кои што не успеа да ги донесат, па сега се бараат да видиме дали има основ, тие кривични дела за кои што постои основано сомневање, да бидат офатени со некои други закони, со некои други членови. Така што е потешко, но не е невозможно. Дали ве загрижува фактот што, еве добро, сепак има начин како да ја видиме правдата на виделина, но дали ве загрижува ако не бидат сериозно санкционирани за тоа што го правеле, дека може да ве чини на следните избори како влада? Апсолутно да. Загрижен сум, но тоа е вистината. Јас не можам да зборувам пред граѓаните нешто во кое што е невозможно да се случи. Јас не можам да говорам невистина дека сега кога ќе ги донесеме законите, ќе ги судиме по тие закони. Тоа не функционира така. Мислам, просечен правник ќе ми се изнасмее во лице и ќе ми рече ти не ја говориш вистината. А јас не сакам да бидам политичар кој што ќе биде препознаен по тоа што не ја говори вистината, да добие 5 минути слава
ова не чини, ово е ваков, ово е таков и така натаму, а при тоа да веќе нема план што за вториот или третиот чекор. Сакам да кажам вистината, таква каква што е, некогаш е тешка, некогаш е болна, но подобро да ја знаете вистината, отколку да живеете во лажна средина и потоа кога ќе ја дознаете вистината, тоа ќе биде многу поболно. Од тие причини ја сакам секогаш да зборувам вистината, вклучително и за ова. Реков ќе биде тешко, но не и невозможно. Така, тоа е важно да се знае. Да не биде дека практично промената која изгласа граѓаните очекувајќи да ја видат правдата и да ја искорениме колку што можеме, бидејќи таа е децениска висока корупција наназад, дека нема да се случи. Тоа значи дека сепак не е невозможно. Само ќе ја потсетам, ние во изминатиот период имавме многу случаи на луѓе кои што се опфатени со дела, а кои што биле високи функционери од претходната влада. Сега не ги поединечно да ги именувам, ќе се сетат гледачите. Луѓе кои што беа и во притвор, луѓе кои што се во бегство, за луѓе кои што е покренато обвинение, за луѓе кои што се води судски предмет и така натаму, така што па дури и од оваа нашава тековна влада имаше неколку случаи за кои што постоеше основано сомневање дека сториле кривично дело, се приведени, се сеќавате на еден случај во гериатрија, се сеќавате на еден случај во платежната агенција во земјоделие и така натаму. Сакам да кажам дека лотарија и така натаму има случаи, не е дека не се процесуираат. Тоа е претходната влада, не е само лотарија. Имате членови на претходната влада кои што се или во бегство или веќе беа во министри, директори и така натаму, кои што беа или во притвор или се во бегство. Имаме врховен судија, ќе ве потсетам, кој што е приведен и уапсен. Имаме поранешен член на Совет на јавни обвинители и така натаму. Сакам да кажам дека тука можеби погрешивме, во која смисла? Погрешивме во смисла на тоа дека не правевме премногу естрада од сето тоа. Реков, сакавме да го смениме тој начин на однесување, да не носиме камери кога упаѓаме во домовите на луѓето во 3 наутро со припадници на специјалните полициски единици, како приведуваме луѓе кои што во принцип во животот мравка не сгазиле. Едноставно да ги понижиме јавно, тоа не сакавме. Бидејќи веруваме, едноставно сме, ќе повторам, фино воспитани, луѓе кои што веруваат во презумпција на невиност, веруваат во некоја семејна честност и сега нема потреба од спектакуларни некој да биде понижуван, семејството да биде линчувано, да биде предмет на јавен линч и исмевање само за да се задоволи нечија суета. Не сме таков карактер на луѓе, не сме наивни, да се разбереме. Ако сме биле наивни, немало да дојдеме ние до ова до кое што сме дошле, но внимаваме многу и не сакаме дополнително и онака тешкиот живот на македонските граѓани да го обременуваме со ваков тип на криминална естрада, би рекол. Професионализам, тоа е одлика на професионалците во секој случај. Премиере, како ја оценувате политичката стабилност во моментов во Македонија? Па јас мислам дека долго време од аспект на бројки не била постабилна состојбата. Како влада во рамките на парламентот имаме речиси двотретинско мнозинство, близу 80 на пратеници кои што ја поддржуваат работата на оваа влада. На локалните избори владината коалиција извојува, би рекол, историска огромна победа. 70 на градоначалници, вклучително и градот Скопје, од 80 се дел од владината коалиција. Но мислам дека како влада треба да покажеме и една широчина која што е во овој период потребна, посебно кога зборуваме за некои суштински реформи на политичкиот систем, но и реформи кои што се дел од така наречената реформска агенда во процесот на пристапување кон него. Дел од нив, мислам дека ви се содржани во стратегијата 24-30 која што ја објавивте на Конгрес. Да, така е, дел од нив се содржани. За дел од нив е потребен консензус. Споменавте и некои од законите. И затоа планирам од утре да упатам покана до сите
лидери, на претседатели на политички партии или водства на коалиции кои што имаат пратеничка група во рамките на парламентот да организираме една лидерска средба. Мислам дека за една недела од денес до 10 дена пред да заминам во Давос е доволно голем временски период за да се организираме и да седнеме да разговараме за овие реформски закони, да разговараме за реформи во политичкиот систем, тука е да речеме оној закон за влада, да разговараме што правиме со техничката влада, бидејќи пред овие избори раководството на СДСМ велеше дека тие се за бришење на техничката влада, да видиме дали стојат на тој став. Јас не би сакал да влегувам во такви измени, иако таму нема дополнителни услови, нема бадинтер. Чисто би можели сега да ги Така донесат. е, но не би сакал да влегувам во таков еден процес без да имаме консенсус, затоа што мислам дека е тоа политички некултурно. Затоа што мислам дека таков тип на измени во политичкиот систем треба да се носат со консензус. И затоа би сакал на таа лидерска средба и за тоа да разговараме, еве, за правобранителот да разговараме, да покажеме зрелост, дека како политичари и како држава можеме кога е предизвикот, а посебно целта пред нас, а тоа е Европската Унија, да разговараме отворено на сите тие теми кои што немаме диаметрално различни ставови. Нели велиме сме сите за таму, законите имаат позитивно мислење од Венецијанската комисија, имаат позитивно мислење од Канцеларијата на Европската комисија. Ајде да седнеме да разговараме. Ајде да видиме што правиме со политичкиот систем. Ако велиме дека техничката влада е некаков имплант, ако велиме дека техничката влада можеби има проблеми и со уставноста, го кочи системот, не му дава доволно простор за маневар, а да ги правиме тие измени. Така што, еве, веќе од утре планирам да испратам покани до сите претседатели или, би рекол, лидерства на коалиции, кои што имаат парламентарна група во рамките на парламентот, на една таква лидерска средба да разговараме отворено за овие теми. Мислам дека 7 до 10 дена од денеска е сосема разумен период кога би можеле да разговараме на оваа тема. Ова е една од ексклузивните работи вечерва во ова интервју, да чисто сум љубопитна новинарски и како граѓанин како ќе ви одговорат, што очекувате? Очекувате ли присуство од сите лидери или координатори или како и да е, па или претседатели на партии лидерска средба бидејќи кои имаат пратенички групи во собранието, дека сите ќе одговорат? Али Ахмети, Димитар Апастиев? Јас очекувам и би било разумно да очекувам. Периодот е доволно долг, 7 до 10 дена, мислам дека е сосема разумен период за таа работа. Но ајде да видиме, еве, да видиме. Ние како ВМРО ДПМН, јас како претседател на владата, ќе испратам таков еден допис, една покана. Мислам дека тоа би било добар потек да седнеме сите заедно на маса и да поразговараме малку и за овие работи и за некои други работи. Мислам, дневниот ред не е затворен, може да биде и дополнет од нивна страна. Не сакам сега аз да бидам тој кој што ќе каже ова се точките, или затоа што знам како ми било мене во минатото кога ме канале на лидерска средба, ова се точките, прифаќаш или не прифаќаш. Така што еве ние малку би рекол така растегливо се однесуваме, по-зрело, не сакаме да им правиме на луѓето тоа што не сакаме тие нас да ни прават, па да видиме. Оние кои сега го гледаат ова интервју ќе си речат, па добро, премиер е премногу толерантен, бидејќи тие преговарачка рамка, договор добрососедски подпишаа без воопшто да вие го видите и да бидете консултирани како лидер тогаш на опозицијата. Премногу сте професионален за македонски услови, сега шегата на страна, но... Видете, ние сме во денови на Христовото раѓање, кога луѓето се повикуваат на Христовата мисија на земјата. И мислам дека помирувањето, посебно околу теми кои што треба да не обединуваат, е нешто кое што е добро и во животот и во политиката. Не само еве за време на овие денови. Сите ние денеска си посакуваме пред се многу здравје, нели, берекет, успеси, среќа и така натаму, да не биде тоа формално, да тоа биде некако све и реално,
Така што во овие денови на Христовото раѓање мислам дека еден ваков зрел собир на кој што сите ние заедно ќе излеземе со еден, би рекол, надпартиски компромис околу овие теми е нешто кое што за нас представува апсолутно цел. И ќе повторам, овие закони кои што се дел од реформската агенда, правобранителот, да речеме, законите во политичкиот систем, техничката влада, се оние теми за кои што ние би сакале да разговараме, но ќе повторам, дневниот ред, ако некој мисли да дополни некои други теми, апсолутно е отворен и можеме да ги дискутираме. Ракавицата дефинитивно фрлена, сега останува да видиме колку е реалната надпартиска политичка зрелост на останатите кон кои оваа покана од утре испраќајте вечерва јавно од ова интервју. И сега само би ве вратила на филозофска смисла една во следното прашање. Кога сме ке политичката стабилност која ја манифестирате, ја практикувате, се држите до истата. Дали е тоа резултат на силно лидерство на Христијан Мицкоски како претседател на владата и претседател на најголемата партија во власта, или на ослабена и поделена опозиција? Тие две работи и во политиката и во животот не може да се гледаат одвоено. Сега ќе се постави прашањето пак кој ја направил вака слаба опозицијата, дали силно лидерство или сама по себе. Интересно. Е таква каква што е. Така што едната со другата работа се некако комплементарни. Силното лидерство не значи наметнување авторитет на сила. Силното лидерство подразбира кога вие ќе бидете подготвени вашиот авторитет да го наметнете преку стратегија, план, визија, со еден нормален однос со луѓето, не кавгаџиски, не однос во кој што вие континуирано ќе го апострофирате вашето место во рамките на структурата, туку преку диалог, преку разговор, да го наметнете вашиот авторитет. Тоа е за мене успех и тоа е за мене силно лидерство, а не на сила да го наметнувате или по основна функција да вие наметнувате авторитет. А слабата опозиција е, мислам, рецитив на многу работи кои што се случија во минатото. Има дел кај нив субјективни причини, но повеќе мислам дека се објективни причините. И мислам дека ние како ВМРО-ДПМН и како генерација во рамките на владата, изминатите години не само што успеавме да се консолидираме како политичка партија, вие знаете, кога тој јануари 2018 година јас практично и формално ја преземав и ВМРО-ДПМН, сме слушале разноразни сведоштва какви биле плановите за ВМРО-ДПМН да се уништи, да се избрише од регистарот. Ние до ден денеска имаме замрзнат имот. До ден денеска се одиме по судови. Еве, ако има поголем доказ од тоа дека ние сме надвор од правосудниот систем, еве, ова се неколку факти кои што никој никогаш во Европа не ги практикувал како што ние ги практикуваме. Така што мислам дека слабата опозиција, кажав во една прилика, мене не ме радува. Јас сум загрижен што моментално СДСМ како опозиција и таа структура околу СДСМ не само што не успева да го пронајде својот нов идентитет од кој што повторно ќе се роди, тие дополнително тонат со реториката, со пораките, предпоставувам новите пиар стратези им рекле бидете вулгарни, бидете ad hominem, бидете со ниски страсти, тоа ќе привлече внимание и така натаму. Но мислам дека грешат и мислам дека нивниот потенцијал не се тие гласачи кои што се воодушевуваат на таквата порака. Но, еве, предпоставувам дел од нив ова ќе го гледат, овие платениве нови пиар експерти ќе им кажат баталете во Мицко врска нема, слушајте на нас, ние ќе ви кажеме
само издржете го ова сега што го правите, ќе видите резултатите ќе дојдат. Ама резултатите веќе и дојда, и јасно. Па сега се Не нови, толку мислам, одамна. тазе од соседството се тазе се сега ангажирани. Претпоставувам, држете сега ние ова што ја кажуваме и немајте гајле, 100% ќе видите Мицко ќе го нема, но мислам дека ќе сгрешат. Но тоа е нивна одлука. Ние бидејќи гледаме дека оние веќе грешат, ние се обидуваме да го прошириме нашето портфолио, ќе се обидеме сега со пораки да го прошириме нашиот потенцијал и така да продолжиме да водиме политика. На влезот од ова интервју во овој неформалниот дел пред да влеземе во кабинетот, кажавте кој ви беше најголемиот предизвик и де факто тоа беше кочани и за секој еден граѓанин беше голема трагедија, а камоли за човек кој што води извршната власт во тој еден даден момент. Но кој беше најтешкиот политички компромис за вас? Настрана од овие предизвици. Видете, јас сум секогаш подготвен за компромис. Не сум човек кој што е тврдоглав и кој што ако ги слушне аргументите на соговорникот, знае да ги отфрли без да воопшто ги земе во предвид. Луѓето што ме познаваат знаат дека сум подготвен да разговарам, да преговарам и да постигнам компромис. Но не по секоја цена. И не на начин на кој што се правени политички компромиси во минатото. Затоа што тоа не биле компромиси. Тоа било понижување на едниот на сметка на другиот. И тоа не се вика компромис. Јас сум за компромис кога вие поаѓате со некој соговорник од две различни позиции и се приближувате и доаѓате од прилика на некоја симетрија. Со отстапки, со жртва можеби како таква, Така, можеби не е. некоја мала асиметрија, 60-40, па еве и дури 65-35, ама 100-0 тоа не е компромис. Тоа е дебакал. Тоа е прифаќање комплетно на позициите на противникот. И на другата страна, да не бидам погрешно сватен противникот. Така што јас се трудам да секогаш се обидувам да најдам избалансирано решение и можеби затоа тие компромиси до сега и така не биле во јавноста перцепирани, туку биле сватени како нормално. Некој ќе каже потребни се храбри одлуки. Сега, дали се тие храбри глупави одлуки, тоа да, еве да речеме во минатото се случувале такви глупави, а некој ги брендирал како храбри одлуки. Затоа што јас силно верувам дека тие кои што носеле такви храбри или глупави одлуки се подпросечни политички медиокритети кои што заслепени од алчноста и желбата за материјалното и политичката моќ, комплетно државнички исплакнати, ги носеле тие, би рекол, глупави одлуки, кои што ни прават проблем денес и предпоставувам децениите потоа ќе ни прават проблем. Дали ние како генерација ќе успееме, не знам, но дали ќе даеме се од себе за да исправиме дел од тие глупави кои што ни ги нарекува храбри одлуки, ќе дадеме. Се што можеме, ќе дадеме да ги исправиме. Така што јас во овој момент не би можел да кажам дека секој компромис кој што сум го постигнал бил компромис кој што бил болен. Напротив, ценам дека тоа биле компромиси кои што еве во јавноста оставиле трага на конструктивност и на ум, а не на глупавост кој што некој се обидел да се амнестира себе си поради таквите предавнички глупави одлуки дека носел храбри одлуки. Не се тоа храбри одлуки, тоа се глупави одлуки. Ако има утре избори, предвремени парламентарни, што мислите зашто најмногу биве гласале граѓаните, а зашто најмногу биве казниле, условно кажем? Или би ви замериле понежно? Не благодарно е да кажам зашто би не гласале. Мислам дека овие година и половина, ја се ближиме до половина од нашиот мандат како влада, покажавме дека можеме да бидеме различни. Нема криминални скандали, нема национални предавства, не нанесовме срам, не се однесуваме надмено, меѓу народот сме, мислам дека се однесуваме прилично пристојно, имајќи предвид околностите.
Така што има повеќе атрибути за кои што ја сега малку ми е непријатно да зборувам. Тоа повеќе би го зборувал во рамките на кампањата. За дел од работите и постигнувањата зборувавме во интервјуто. А зашто можеби би не биле лути? Токму за она што вие го споменавте. Очекувањата на најголемиот дел од граѓаните беа можеби такви да голем дел од поранешните високи функционери на владата на СДСМ и ДУИ одма бидат носени во затвор, одма бидат судени и така натаму. Апсолутно ние во тој дел сработивме како никој до сега што не сработил и во делот на кадрите поранешни на Демократската унија за интеграција, но и во делот на кадрите на СДСМ, но и на луѓе кои што околу нив орбитрирале, кои што биле во нивниот периметар и биле некако вид услужна дејност. Може би наша грешка е што тоа не го експониравме. Но јас сум убеден дека не треба тоа да го правиме, да не правиме криминална естрада и може би тоа ќе ни се рефлектира као одредена структура на граѓани, но се на се мислам дека во нето ќе имаме додадена вредност на резултатот кој што го имавме на последните избори. Во неколку наврати сакав да ве потпрашам на тема Демократската унија за интеграција, односно Ахмети, неговите обиди да се прикаже како фактор или повторно да се факторизира се помалку очајни, би рекла, судејќи од тоа како проаѓаат тие негови повици кај граѓаните и воопшто како условно речено се лепат или не медиумите на таквите изјави, но тој ќе рече дека поставува услови за влез во владата. Се обидува ли никако тајно преку други канали или не знам како да дојде до вас и да ве убеди дека можеби тој е ете за во некое догледно време вистинскиот партнер во власта наспротив вреди? Видите, Или сега само јавно ова го прави некако трудејќи се да се врати на јавна сцена? не добро, тој не ги крие своите амбиции да биде дел од владата се. Мислам, тоа не е нешто кое што е тајно, сите го гледаат тоа и тој тоа го кажува прилично јавно. Но мислам дека тој во моментот ја испушта шансата да се представи себе си како конструктивен фактор. Посебно со овие повторно романтични повици, ако излезам на улица не се враќам, не знам, услов на Бадинтер ваму, услов на Бадинтер таму и така натаму. Мислам дека ја губи суштината и ја промаршува вистинската поента. Кога сега би биле 30-35 години наназад, тоа може би имало некаква основа. Но после сето она кое што го поминавме и после сето она кое што граѓаните го поминаа, едноставно многу вода протече низ Вардар за да се уште заратуваат ваквите, би рекол, национал романтични пораки и мислам дека само губи и дури наидува на подсмев кај тие кои што ги слушаат. За крај ќе се обидам поинаку да го поставам новинарски прашањето, со надеж дека ќе добијам одговори ако вашите позиции се јасни, неколку пати имате одговорено на темата, но еве, кој од министрите покажал од вашиот кабинет најдобри резултати досега? Па, видете, јас не би можел да вака јавно зборувам на таа тема, неблагодарно е да зборувам. Генерално и по фалбите, но и критиките ги кажувам лично. Така што кога би дошла кога ќе дојде времето на реконструкција, ќе размислиме добро и што е алтернативата и тогаш ќе носам одлуки и со тој состав на кабинетот би излегол пред пратениците повторно да барам поддршка за тие кои што би биле нови членови. Така што не мислам дека јавно би рекол еве анализирање на профилот на членовите на мојот владин кабинет е добро, но верувајте дека сите забелешки и сите пофалби ги кажувам лично, најчесто во 4 очи и мислам дека е тоа подобро. Председателе на владата, ви благодарам за ова божично интервју, ви го честитам Божик на вас и вашето семејство. Да, благодарам и на сите ваши гледачи кои што го слават овој ден, да им посакам мирна вечер, да им посакам среќа, љубов, успех во нивните семејства, мир во срцето, да бидат спокојни, тоа е најбитно и Христос се роди. Навистина се роди.